Добар ден, Македонија, добре дојдовте во првото издание на македонскиот квиз кој што го очекувавте на прва веќе месеци наназад, Круг на знаење. И официјално можам да ви кажам дека од денес натаму секој работен ден на прва го бараме вашето знаење, доколку се уште не сте пријавени, тоа може да го сторите на броевите и на мејлот кој што го гледате во најавната шпица секој ден на прва. Но да не должиме многу, имаме многу надпреварувачи кои што се пријавија досега, имаме 5 фантастични игри и 30 минутно одлично дружење и запознавање на Македонија преку Кругот на знаењето. Да го поздравиме првиот надпреварувач Филип и неговиот против кандидат на позиција број 2 Златко. Филип и Златко денеска играат за прв победник во Кругот на знаењето. Останете со нас, го отвораме кругот во овој момент. Ги видовте нашите денешни надпреварувачи. Филип и Златко се борат за победник во првото издание на Кругот на знаењето. Започнуваме со првата игра со која што ќе ве опуштиме, ќе ве релаксираме и пред се ќе ве малку забавуваме за да го дознаеме вашето основно познавање од сите можни области на овој свет. Филип и Златко играат да или не прва игра во Круг на знаење. Прашање број 1. Најпознатата германска шпионка во Првата светска војна, Мата Хари, била австријка. Да или не? Златко точен одговор, Филип неточен одговор. Златко 2 поени. Не, одговорот е не. Гертруд Маргарет Целе, како што е незиното вистинско име, била холандјанка. Прашање број 2. Композиторот Трајко Прокопиев го напишал балетот Дојран и Дојрана. Да или не? Сега Филип има точен одговор, одговорот е не. Балетското дело на композиторот Трајко Прокопиев се вика Лабин и Дојрана. Прашање број 3. Американскиот поп пеач Майкл Джексон е роден во местото Гери, Индијана. Да или не? Филип се гледа дека е фан на Майкл Джексон, бидејќи го даде точен одговор и нови 2 поени, Филип, за тебе. Да, роден на 29 август 58 година како 8 дете во семејството Джексон. Прашање број 4. Богдан Ѓорчев ја толкува главната улога во ТВ серијата Трст вија Скопје. Да или не? Филип, иако си од помалата генерација, гледам дека добро ти одат овие малку постари филмови. Не, одговорот е не, но имаш точен одговор. Богдан Ѓорчев е сценарист и режисер на серијата во која настапува Снежана Стамевска, Мите Грозданов, Мето Јовановски и многу други. Прашање број 5 на половина од првата игра. Никола Тесла ја добил Нобеловата награда за физика во 1921 година. Да или не? Физика тешко ви оди на двајцата, бидејќи имате неточен одговор и одговорот е не. Никола Тесла никогаш не ја добил оваа награда, а негови пранедоци се на изменичната струја, безжичната комуникација и магнетната резонанца. Прашање број 6. Кокан Димушевски е член на групата Лепи Сол од самиот почеток. Да или не? Филип, музиката и хемијата можеби се твои заштитни правци во животот. Точен одговор, Филип, тим. Златко неточен одговор. Да, заедно со Владко Стефановски, Бодан Арасовски и со Гарабет Авитијан музицираат до 95-та година. Прашање број 7. Агентите од групата TNT може да ги сретнете во стрипот Мистер Но. Да или не? Стриповите и на двајцата ви одат слабо. Одговорот е не. Стрипот се вика Алан Форд, а првиот примерок е отпечатен во 1969 година. Прашање број 8. Галеријата Мартиновски може да ја посетите во градот на конзулите. Да или не? Ништо од уметности двајцата, одговорот е не. Оваа галерија во која се наоѓаат десетици творби на уметникот Никола Мартиновски е основана 68 година во Крушево. И предпоследното прашање од првата игра вели вака. Џони Вајсмилер, познат по улогите на Тарзан, бил победник на 2 олимпијади. Да или не? Така е, Тарзан, филмот со кој што сите генерации имаме израснато и затоа ви носи ова прашање по 1 поен, бидејќи има точен одговор. Да, освоил 5 олимписки златни медали, 3 на игрите во Париз во 24 година и 2 на игрите во Амстердам 28 година. И последното 10-то прашање од првата игра вели вака. Кошаркарскиот клуб Работнички има освоено 14 титули, првак на Македонија. Да или не? Златко, вие бевте малку повеќе спортски подкован, точен одговор и 2 поени. Да, 7 како Годел Работнички и 7 како Фершпет Работнички. Тука некаде, односно веќе ја завршивме првата игра, да или не, со бодовна ситуација, 9 поени за Филип и 5 поени за Златко. Останете со нас, продолжуваме. Веќе видовте дека Филип и Златко се наши денешни надпреварувачи, но да ги запознаеме малку подобро да видиме кој всушност е Филип и од каде ни доаѓа. Филип, 20 годишен, од Скопје. Така. Имаш до сега учествувано по квизо, имаш некакво квизаджиско искуство? Да, на еден квиз. Да? Да. И за жал неславно, но... Ке те прашам како што ги прашуваат мисиците кога одат на избор за мис на светот. Кој е твоето животно мото? Па животно мото
Немам некое посебно, секој ден го живеам Како да бидам ти е добар. последен? Не како да е последен, но гледам да го исполнам со поубави работи. Имаш девојка? Моментално не. Зошто? Па не знам се уште. После кругот на знање дефинитивно ќе имаш голем број на кандидатки кои што ќе сакаат да Се бидат надевам. блиску до тебе и со тебе. Златко, вие од каде? Јас доаѓам од Скопје. Така. Вие зборам фамилиарно, иначе натисне. Да. Добро. 49 години, оженет со ќерка Николина, Така. 10 годишна. Тоа, вработен. Николин има 10 години, за околу 7-8 години ќе почнат и првите дечковци. Се Да. плашите ли како татко какви момчиња ќе носи Николина дома? Па не се плашам. Тоа ќе биде нејзин избор, нели? Така, вашето животно мото? Може би како мистер на Македонија идем? Не, далеко сме тоа. Не имате животно мото, предпоставувам. Животот, животот честно и поштено. Тоа. И вие како Филип, односно фамилиарно си живеете Да. поштено и често. Филип и Златко остануваат во кругот на знаењето, а ние одиме со втората игра, наречена Скала. Имате 7 поеми подредени еден по друг, ги погодувате по пат на асоциација. Дали може да играме Скала? Може. Филип и Златко играат Скала во круг на знаење. Почнува некој што има помал број на поени, се извинувам од претходната игра. Златко, тоа си ти. Првиот поим за тебе е студен. Туш. А она што треба да те асоцира почнува на буквата Т. Туш. Туш, точен одговор, 2 поени. Што те асоцира на туш, а започнува на К? Када? Када? Не, но Филип, втората буква за тебе е А. Капење. Капење. Не, Б за Златко. Кабина. Кабина. Така е, Златко, 2 нови поени за тебе. Кабина те асоцира нешто што започнува на Т? Или да му дадеме предност на Филип? Предност. Филип, буква Р за тебе. ТР. Понатаму. Понатаму, буква А за Златко. Понатаму. Понатаму, Филип, буква К за тебе. Трактор. Трактор. Одлично, 2 поени, Филип. Буква Н. Нива. Нива. Нивата се ора со трактор. Точен одговор, 2 поени. Нива те асоцира нешто што почнува на К. Копање. Копање. Не, но Златко, втора буква О. Копач. Копач. Не. Филип, буква М. Ком. Комбајн. Комбајн. Не. Златко, буква П. Комп. Компири. Компири. Компир, прифаќаме, така е, 2 поени за Златко и последниот поим започнува буквата В. Понатаму. Понатаму, Филип, буква О за тебе, Во. Компир, асоциација на компир, што започна на буквите Во. Понатаму. Понатаму, Златко, буква Д. Вода. Вода. Не, Филип, буква К. Водка. Водка. Така е, водката се прави од компир. Филип, бидејќи ти го погоди последниот поим од првата скала, имаш можност да го погодуваш финалното решение кое што носи 2 поени, односно 6 поени, а е составено од првиот и последниот поим. Мраз. Студен и водка. Мраз. Мраз. Не, Златко, можеш да погодуваш или да купуваш буква, со тоа ќе ти одземеме 2 поени од твоето бодовно салдо. Лед. Оства не. Се пак кажавте, одговор лет не е одговорот. Филип, погодуваш или купуваш буква? Купувам буква. Купува Филип буква К минус 2 поени. Студен и водка. Понатаму. Понатаму, Златко, погодуваш или купуваш буква? Купам. Купуваш буква О, минус 2 поени. Студен и водка, финално решение за 6 поени, Ко. Понатаму. Понатаму, Филип, погодуваш или купуваш буква? Понатаму. Мораш да Се извинувам. Погодуваш? Купувам буква. купуваш буква. Буква К, Кок. Кока-кола. Кока-кола. Не, Златко, погодуваш или купуваш буква? Купам. Купува буква Златко, Коктел. буква Т. Коктел. Студен коктел, а со водка се прави коктел. Така, Златко, 6 поени од првата скала одат кај тебе, 13 поени за Златко и 11 поени за Филип, но тука е и втората скала која што овој пат ја почнува Филип.
Филип, првиот поим за тебе е тајна, а она што треба да асоцира на тајна започнува на буквата О. Понатаму. Понатаму, Златко, буква Т. Понатаму. Понатаму, Филип, буква Р. Отровна. Отровна, така е, тајна отровна, песната, големиот хит на Владо Јаневски. Отровна асоцира на нешто што да почнува на З, Филип. Понатаму. Понатаму, Златко, буква М. Змија. Змија, змија отровница. Сопругите змии отровници ли се, Златко? О, зависи за кого како. Змија асоцира нешто што да почнува на А. Анаконда. Анаконда, не, буква П за Филип. Понатаму. Понатаму. Т. Аптека. Аптека. Така е, Златко, нови два поени за тебе. Буква Л, асоциација на аптека. Лек. Лек. Така е, лек, асоцира на нешто на Р. Понатаму. Понатаму. Филип, буква Е за тебе. Реума. Реума. Каде реума, младци да имаш реума. Златко, буква Ц за тебе. Рецепт. Рецепт. Така е. И рецептот асоцира на нешто што да почува на Ш. Понатаму. Понатаму, Филип, буква И. Понатаму. Понатаму, Златко, буква Ф. Шифра. Шифра. Така е. Златко, погодуваш финално решение на втората скала, составена од првиот и последниот поим тајна и шифра. За 6 поени или можеби купуваш буква. Буква. Буква минус 2 поени и буква Л. Лозинка. Лозинка. Така е, Златко, и второто решение финално од скалата го погодуваш и нови 6 поени за тебе и веќе си со драстична предност пред Филип. 27 поени за Златко и 13 поени за Филип. Но ништо не е изгубено. Кругот на знаењето има уште многу игри кои што треба да се одиграат до самиот крај. Останете со нас. Време за третата игра комплетно посветена на Македонија, да видиме колку Филип и Златко ја познаваат татковината во која што живеат, но секако и вие, почитувани гледачи, можат да се тестирате покрај малите екрани колку ја познавате нашата држава. Имаме 6 категории посветени комплетно, како што кажав, на Македонија. Прв, оној кој што одбира категорија е надпреварувачот за помал број на поени, Филип со 13 поени, тоа си ти. Имаме 6 категории, категориите се: револуционери, географија, пејачи, народна музика, театар, историја и спортисти. 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 Категоријата посветена за нашиот најдобар ракометар Кире Лазаров. Се пријавувате со притисканите стерите кој побрз, секако. Прашање број 1. Во кој ракометен клуб играше Кире пред да премине во Атлетико од Мадрид? Филип прв се пријави. Загреб. Точен одговор, 2 поени, Филип, за тебе. Боите на Загреб ги бранеше во периодот од 2007 до 2010 година. Прашање број 2. На која позиција игра Лазаров? Уште 2 секунди се пријави Златко. Златко не се пријави. Филип? Лево крило. Десен бек, Филип. Минус 2 поени. Кире е левичар и шутира со левата рака, но од време на време може да изненади да даде гол и со десната рака. Прашање број 3. Кој е името на братот на Кире Лазаров, кој исто така е македонски ракометен репрезентативец? Филип, ти си побрз повторно? Филип Лазаров. Така е твојот именјак, затоа и го знаеш. Филип е помладиот брат на Кире и игра во ракометниот клуб Вардар. Прашање број 4. Која година Кире Лазаров настапуваше за ракометниот клуб Вардар? Ова беше едно трик прашање, тој никогаш не настапувал. Можеби по враќањето од Шпанија никогаш не се знае, нели? Прашање број 5. Во кој клуб Кире Лазаров ја почна својата кариера? Филип, повторно ти. Пелистер. Не. Златко? Ја мислам Пелистер, не знам. И вие, ти мислеше Пелистер, но одговорот е Овчеполе. Првите ракометни чекори ги има во ракометниот клуб Овчеполе од Свети Николе 91 година. Прашање број 6 за Кире Лазаров. Во која земја го постигна рекордот најмногу голови на светско првенство со вкупно 92 голови? Филип, 4 секунди се пријавиш и се пријави, но Златко е побрз. Хрватска. Така е, на светското првенство во ракометот во Хрватска кое се одржа од 2009 година. Точен одговор, Златко, нови 2 поени за тебе. Прашање број 7. Од ракометниот клуб Пелистер 2000 година во кој клуб премина Лазаров? Златко? Загреб. Точен одговор, 2 поени во 2000 година, прв пат настапи во боите на Загреб. Прашање број 8.
Во кој град е роден Кире Лазаров? Филип? Свети Николе. Така е, Филип. Свети Николи ти носи 2 поени. Роден 10 мај. Која година, знаеш ли? Не знам. точно. 80-та година. Предпоследно прашање за Кире Лазаров вели вака. На Европското првенство во Србија 2012 година Кире Лазаров постигна нов рекорд на првенството. Колку голови постигна Кире Лазаров? Ми се допаѓа што мудро молчите и покрај тоа што не го знаете одговорот, бидејќи ќе ви одземеме поени доколку дадете погрешен одговор. 61 гол постигна. Дотогаш рекордот го делеа Олафур Стефансон и Штефан Ловгрен со 57 погодоци. Последното 10-то прашање за Кире Лазаров вели вака. Со кој број на дресот Кире настапува за Атлетико Мадрид? Филип? 7. 77. Погрешен одговор, Филип. Во репрезентацијата на Македонија неговиот број е 7. Тоа може би те испобрка со овие седмици. После третата игра имаме фантастични 29 поени за Златко и само 13 поени за Филип. Но не очајувајте, имаме уште две игри кои што носат навистина одличен број на поени, а со тоа некој да претрка некого. Останете со нас, ова е круг на знаење на прва. Време е во кругот на знаењето да играме и четвртата игра на буква. Филип и Златко сте играли како мали на буква. Сте погодували ли поими? Да. Денес ке играме малку модифицирана на буква во кругот на знаењето. Прв почнува оној кој што има помал број на поени, Филип, тоа си ти со 13 поени. Имаме една мрежа од 5 на 5, имате поим кој што нас ни е замислен, треба да го погодиш, од 5 обиди за 60 секунди. Точните букви на точно место ги бележиме со зелена боја, а точни букви, но не на точно место ги бележиме со црвена боја. Треба да им го најдеш ти местото. Можеме ли? Јасно. Така е. Еве првата буква од нашиот замислен поим за Филип. 60 секунди почнува да течат. Сега буквата е А. Ангел. Ангел. Ангел, кажа Филип. А на точно место и Л ја има во зборот, но не на точно место. Алиби. Алиби. А и Л на точно место, Б ја има во зборот, но не на точно место и 40 секунди до крај. Филип, некој друг збор на буквата А со 5 букви? 25 секунди до крај. Филип, 15 секунди. Моје да те опоменам. Последните 10 секунди за Филип. Блажена насмевка на неговото лице, но тешко дека ќе можеме да погодиме збор. Сега, Златко, бидејќи на Филип му истече времето, имаш можност ти за 10 секунди да го дадеш финалното решение кое што го баравме од Филип. 10 секунди за Златко почнува да течат сега. Јас сам дека е албум. Албум. Точен одговор, Златко. Тоа е поимот кој што го баравме. 10 поени од Филип на твоето конто. Ги впишуваме 39 поени, Златко. Но, тука ја играме сега и втората на буква. Овој пат за Златко. Златко, првата буква од нашиот замислен поим, кој што треба да го погодуваш, е буквата Б. 60 секунди почнува да течат сега. Борач. Борач. Б на точно место и А ја има во зборот, но не на точно место. 40 секунди. Базен. Базен. Б и А на точно место. Златко, уште 3 можности, 25 секунди. Секунди, Златко. Балон. Балон. Б и А повторно на точно место. 5 секунди и нашата сценографија почна да се распаѓа, бидејќи Златко цело време со нозете нешто прета доле од нервоза. Не успеа, Златко, да го погодиш поимот, но Филип, сега ти имаш можност да го погодиш за 10 секунди поимот на Златко. 10 секунди за Филип, сега.
Бакар? Бакар. Не е тоа поимот што го баравме. Поимот е бамја, драги мои. Затоа не бива домаќини од вас. Изгледа дека не правите турлитава. Правите, ама јадете, ама не правите, а? Ке пеам, ама не перам. Златко и Филип после четвртата игра имаат бодови. 39 за Златко и 13 за Филип. Но, ништо не е изгубено, бидејќи имаме последната пета игра решавачка. Најинтересната, најнапнатата. Време е за цајтнот во круг на знаење. Ова е последната игра во круг на знаење наречена цајтнот. Тука се добиваат максимален 21 поен. Имате по 40 секунди на вашите тајмери. Кога ќе каже точен одговор на прашањето што јас ќе го поставам, вашиот тајмер се стопира и почна да тече тајмерот на противникот. Оној кој што прв ќе стигне до нула, тој е губитник во првата рунда, но имаме и втора рунда. Секундите кои што ќе му останат на првиот, оној кој што има повеќе, се додаваат на новите 40 секунди. Со тоа можност плюс да освоите 21 финален поен. Играме цајтнот во круг на знаење. Прашање број 1 за Златко. Голема, замбези, тигар, рогата и чекан се видови на што? Джокер. Филип? Понатаму. Ајкула. Филип, како се вика познатиот викинг од стриповите на Дик Браун? Хогар страшниот. Точен одговор. Златко, кој пигмејски народ живее на работ на пустината Калахари? Понатаму. Бушмани. Златко, кој град е познат како градот на светлината? Париз. Точно. Филип, кој од олимписките богови имал храм на плоштадот во Спарта и бил нејзин заштитник? Понатаму. Арес. Филип, од кој име е познат американскиот гангстер Алфонс Габриел? Дон Корлеоне. Ал Капоне. Филип, како се викаат двете страни на правоаголниот триаголник што меѓусебно се нормални? Понатаму. Катети. Филип, од кое име ни е познато растението што секогаш се врти кон сонцето? Сончоглед. Точно. Златко, која е единица мерка за електрична струја? Ват. Ампер. Златко, меѓу кои аргентински клубови дерби на преварот се вика Супер Класико? Бока Јуниорс и Индепендиенте. Ривер Плата. Златко, како се вика младото од коза? Јаре. Точно. Филип, кој бил наследник на Пипин Кусиот? Понатаму. Карло Велики. Филип, која кула била изградена за потребите на светската изложба во Париз 1889 година? Ајфеловата. Точно. Златко, дополнија поговорката. Кој рано рани две среќи? Крави. Точно. Филип, како се вика вратниот прстен што ја држи главата? Понатаму. Атлас. Филип, колку нозе имаат еден коњ, една кобила, едно ждребе и една стоногалка? 108. 112. Филип, како се вика делото на Петрарка посетено на војсководецот Сципион Африканецот? Понатаму. Африка. Филип, со која буква се означуваат степените измерени во Целзиуси? Истече твоето време, Филип. Во првата рунда во цајтнот Златко влегува со 18 секунди предност пред Филип. Не заборавајте, ова е круг на знаење, навистина напната тензична последна игра цајтнот која што носи финални 21 поен. Играме втора рунда цајтнот. Филип, од која позната автомобилска марка е моделот Јарис? Тојота. Точно. Златко, кој од старите светски чуда се наоѓала на островот Родос? Понатаму. Колос. Златко, како се викаат планинските водачи на Хималаите? Понатаму. Шерпаси. Златко, како се вика еврејскиот свештеник и вероучител? Понатаму. Рабин. Златко, која птица се смета дека е одлика на мудроста? Понатаму. Буф. Златко, која меѓународна организација е сместена на Њујоршката стаклена палата на Ист Ривер? Обединените нации. Точно. Филип, најтешко животно во Африка е слон. Кој е највисокото? Жирафа. Точно. Златко, поранешна Дуклја денес е главен град на Црнагора и се вика? Подгорица. Точно. Филип, кој е автор на сликите Афионски полиња, Охридски рибари и Бачила? Никола Мартиновски. Лазар Личеновски. Филип, на кој писател се делата училиште за жени и учени жени? Понатаму. Молиер. Филип, од кој италијански град потекнува банкарското владетелско семејство Медичи? Венеција. Фиренца. Филип, како се вика романот на Виктор Иго во кој централен лик е Жан Валжан? Клетници. Точно. Златко, кој македонски сликар иницијали КУ дипломирал на Академијата за филм во Париз? Точно. Филип, кој град на Балканот беше домаќин на Олимписките игри 2004 година? Атина. Точно. Златко, од кој филм е репликата кој е Зет? Зет е мртов, бејби, Зет е мртов. Понатаму. Ефтини приказни. Златко кој пееше за 99 балони во 1980 година? Нена. Точно. Филип, за демонот од кој мало пишува Горан Стефановски? Девор Мало. Точно. Златко, како чиј марш е позната Моцартовата клавирска соната број 11? Понатаму. Турски. Златко, гитани, калдераши и мануши се трите главни етнички заедници на кој народ? Джокер. Филип, Джокер.
Златко. Понатаму. Циганите, Златко, како се вика мајката на Кузман Капитан во поемата Сердарот? Понатаму. Неда. Златко, на која планета се природни сателити Деимос и Фобос? Понатаму. Марс. Златко, кое превозно средство е насликано на сликата станицата Сан Лазар од Клод Моне? Воз. Точно. Филип, кое уво не достига? Надворешно уво, внатрешно уво? Средново. Точно. Златко, кој ден е прогласен за Ден на Обединетите нации? Истече времето на Златко. Што ви реков? Дали ви реков дека после цајтнотот го имаме победникот? Но, за жал, бодовната ситуација вели 39 поени за Златко, он е човек кој што водеше и не му треба овие финални 21 поен, но Филип, ти ги заслужи 21 поен, бидејќи на твојот бројчаник останаа повеќе секунди после цајтнотот. Оној кој што заминува дома е, за жал, Филип со парична награда од кругот на знаењето. Со Златко се гледаме повторно во утрешниот круг на знаење. Дечки, ви благодарам што денеска бевте првите учесници во нашиот македонски круг на знаење. Честитки до Златко. Така, почитувани гледачи, ви благодарам што бевте со нас во првото издание на прва во кругот на знаењето. Утре повторно имате квиз на прва. Останете со овој програм. Довидување. Се покажа дека искуството во животот си го направи своето. Квизот е добар, брз, динамичен. Конечно излезе квиз кој што ни покажува како колку всушност не знаеме за нашата земја. Се надам дека ќе идам до крај. Честитам победата и му посакувам понатамошен успех.